Наш денешен гостин е Александар Динев, кој е попознат за помладата публика, односно Александар Динев, кој се занимава со креирање на интересни видеа на платформата TikTok. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за тоа како започна неговата приказна на TikTok, но исто така и колку време посветува на самите видеа и од каде ја црпи самата инспирација за создавање на креативни содржини. Да му посакаме добро утро. Фала ви на поканата. На самиот почеток сакам да слушаме нешто повеќе за твоите утрински ритуали. Како ти стартува вообичаено утрото? Секој ден е различно, ама периодов гледам да станувам некаде од 5 сабајле до 7. Пример, сабајлева станав во 5 часот, отидов во теретана во 1, затоа што првиот час од денот ми е најважен. Ниту ми се зборува со некој, ниту сакам комуникација со луѓе, така ми треба 1 сат чисто да се расонам, па после ми стартува денот, така да станав, отидов во теретана и еве ме сега тука. Може да забележиме дека кафето не ти е вообичаено дел од утрото или ова е исклучок? Па не пијам баш кафе, гледам да не конзумирам кафе затоа што се примеќам дека малку лошо ми влија и не спијам навечер до многу доцна. Ама на денови кога е неопходно пијам, ама ретко. Дали можеби имаш инспирација рано наутро да создаваш видео? У тој прв час не. У тој прв час не. Можеби утрото повеќе го користам да завршам голем дел од обврските, а повеќе навечер така ми се буди таа креативност. Пред заспивање особено. Сакам да слушнеме и како започна твојата приказна на TikTok. Започна пред 6 години. Не ми се ни Сега верува. Сега имам 21. Тогаш бев 15. Не ми се ни верува дека толку многу време е поминато од тогаш. Почна така спонтано, затоа што јас сум дел од таа генерација што опфати и детство да си играш со друштво криенка надвор, знаеш, игралиште овона, а истовремено и на почетоците на технологијата. Открив што е YouTube, тогаш почнав да гледам доста креатори на YouTube. Некако тоа ме инспирираше. Прво сакав да бидам јутубер, ама потоа нели се појави TikTok, прво беше Musical.ly и некако си испробав себе си таму и го гледам како некој начин на уметност, затоа што сепак е креирање нешто мое. И ета, генерално така. Дали можеби се сеќаваш на моментот кога твоето прво видео стана вирално? Да, се сеќавам многу добро. Значи, јас тогаш ништо со татко ми работев, сакав летото да го искористам да заштедам некој ден, сакав да инвестирам во купување на нов телефон, опрема, пошто ептен сакав да се фокусирам на креирање на видео содржини. И знам со татко ми дента пред тоа објавив доста видеа, мислам дека во текот на неделата објавив околу 5-6 видеа. И баш тој ден кога бевме со татко имавме нешто пауза измеѓу работа. И си седам и само пуштам интернет. И одеднаш само почна телефонот да ми стига нотификација му цела беше онака луда. Не престана. И во тој момент бев шокиран, што викам, тато, види сега популарен сум. Татко ми беше како, што се тие глупости, како што блеш нешто, пошто не разбираш. Да, не разбираш. И отворив тогаш и видов дека сите тие видеа кои што ги имав објавено, едно по друго сите почнале да стануваат вирални и не само на регион на тука кај нас, туку и глобално. Значи, тоа видео што мене онака ме го промени животот има околу 500,000 лајкови. Каква содржина имаше тоа видео? Значи, најглупото видео во мојот живот. Нешто имаше некој тренд со емоџиња, вака прави со рацете се менуваат боите на емоџињата и не знам зашто стана толку многу вирално и во текот така на требало да биде. Да, така требало да биде и во текот на таа една недела мислам дека кренав околу 100,000 следбеници. Еве напомена тренд. Од каде ја црпиш самата инспирација за создавање на видео или пак можеби ги следиш повеќе трендовите? Ретко следам трендови, се случува чат пат тоа да го направам или да се инспирирам од друг креатори. Нормално сегаш кога сум инспириран, пишувам во дескрипција на видеото дека е инспирирано од некој, чисто заради тоа што не е моја идеја. Ама генерално се трудам да ми биде оригинален контентот, односно објавам доста периодов видео од патувања, што реално не е тренд. Да, Си интересно. го покажувам денот како ми поминал на патувањето во оно и е баш оригинално. Така да се трудам да биде се автентично, но истовремено гледам да се инспирирам од други креатори и да скокам на тие трендовски бранови. Колку време ти одзема самата посветеност на едно видео? Многу зависи тоа од видеото.
Пример, Од содржината. Да. Некогаш, например, знам да снимам некое видео за 10 минути, да го измонтирам за 15, да го објавам истиот тој момент и да има, не знам, 20.000 лајкови, а некогаш знам да се посветам на некое видео околу 9 часа само во монтажа и снимањето е околу саат-два. И тоа видео да има, не знам, 5.000 лајкови, што е многу... Значи треба многу енергија. Да. Како се справуваш со самите негативни коментари на платформата TikTok? Го гледам повеќе како мотивација, истовремено разбирам од каде доаѓа тоа. Секој од нас секојдневно се соочува со доста проблеми и некои луѓе поинаку се справуваат со своите фрустрации. И затоа се трудам да не осудувам, но истовремено гледам да вратам со добро, затоа што мислам дека добро со добро сега се враќа нели добро, а лошо со лошо може само да направиш уште полошо. Така да гледам да се фокусирам на себе си и на луѓето околу мене затоа што сметам дека моето внимание повеќе треба таму да го насочам отколку на тие негативни коментари. Тоа е негативното. Околу позитивните работи нема да прашам дали се заработува од спонзори и од реклами, туку ќе прашам стрикно од TikTok дали се заработува. Да, се заработува од TikTok, но само од лайв стримови и подароци што ги праќаат оствари следбениците. Јас лично не практикувам да правам лайв стримови, затоа што јас многу зборувам и ако правам лайв стрим ќе треба да биде цел ден. И реално... Другото е посигурна опција. Да, вака уедно минутно видео си опфаќам се што сакам да кажам. Ама генерално да, само тоа, за жал моментално монетизација нема кај нас во Македонија, само за YouTube има моментално, но верувам дека ќе стигне и кај нас. Како и каде се гледаш во иднина? Дали можеби TikTok е само фаза или пак би сакал својата кариера да ја насочиш кон нешто друго? Јас себе се гледам во јавниот свет, затоа што пак ми се допаѓа да зборувам, да споделувам мои лични искуства, луѓе да се пронаѓаат во тоа што го објавувам. Не знам до кај ќе тера TikTok, мислам, нели имаше сега спекулации дека ќе се банира во Америка, можно и тука, не се знае тоа, но јас работам на тоа да започнам свој собствен бизнис. Исто така сакам да се пронасочам во други насоки, како например едукација, сакам да креирам своја академија и така натаму, но се тоа тупото. Ти благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да го испиеме заедно првото утринско кафе. Фала и на вас за времето и исто ти го посакувам и јас на тебе.